Учениците и студентите ни се срамно неписмени. Во читање со разбирање и во писменост во природните науки, нашите деца се на 69-тото, а по математичка писменост на 68-то место во Европа, од вкупно 72 земји чии млади биле тестирани. На што се должи ова толку големо и срамно незнаење? Тоа е многу комплексно прашање. Денес неписменоста не се одредува онака како што се одредувала пред стотици години, туку всушност се одредува по тоа колку функционални вештини вие умеете и со кои што располагате и можете да се снајдете во животот. Тоа е многу комплексно прашање, ова се само последици кои што најмногу го удараат образовниот систем, а тој понатаму ги допира сите сектори во државата, зошто во изминатите 30 на години всушност образованието е ставено на маргините на сите реални клучни реформи. Верувале или не, но сето незнаење на учениците лани државата го платила цели 409 милиони евра, што е 4,1% од буџетот и што воедно е најмногу од сите држави во регионот. Дека сознаењето на учениците и студентите не е во ред, потврдуваат и оние кои учеле и студирале некогаш. Според нив, сегашното незнаење се гледа оддалеку. Тоа учење, со во учење нема никаква сличност. И сега, кој како се упише, сите завршуваат факултет и за тоа нема никаква работна рака. Има, тогава беше малку постегната работа. Јас сум дипломиран инженер агроном. Тогава земјоделски факултет беше подобар. А сега малку полабаво е. Секој може да заврши. Полесно денеска завршуваат. Не знам до шо е. Напред беше ценето. Сепак, кој е клучниот недостаток во образовниот систем кај нас? Достига визија да се види каде ние сакаме да стигнеме од денес па во следните 5, 10 или 20 години. Значи, образовниот систем мора да постави цел. Целта е што е реформата во делот на општествените и хуманистичките науки, што е реформата во средното стручно образование, што е реформата во другите нивоа на образование. И врз основа на таа цел треба да се преземат мерки, кои се нашите слаби страни, кои се нашите силни страни и во која насока ние треба да почнеме да се реформираме. Дека угледниот професор Барбареев е во право, добар пример во источниот регион е средното техничко училиште Колен Ехтенин. Веќе со новите наставни програми од следната учебна година наставата се прилагодува на стопанството, односно во наставата се вметнува повеќе практичен дел отколку теоретски дел. Колку бргу ќе се најде начин стотици милиони евра за образование во иднина да се трошат ефикасно и во замена државата и стопанството да добијат вредни, амбициозни и стручни кадри е неизвестно, зашто кај нас по обичај се оди споро и ненавремено. Но веќе е јасно дека дипломите од факултет подобри не прави речиси 80% од оние што ги имаат или поедноставно, кај нас добар е секој пети студент.